дали училиштата се подготвени за стартот на новата полугодие од учебната 2019-2020 година? Да, денеска после 21 ден одмор за учениците и за наставниот кадар започнува второто полугодие од учебната 2019-2020 учебна година. Денеска е првиот работен ден, немаме никакви проблеми во однос на нормално отпочнување на настава во сите училишта. Она што во овој период е најбитно загревањето на просториите во училиштата, сите училишта им нема, уствари се во функција системите за грејење, дали се на газ, нафта или на дрва, така да со тие енергенци истите се на време обезбедени, така да немаме проблем во однос на затоплувањето на училиштата. Инаку, во овој период за децата беше одмор, за наставниот кадар и тие имаат една недела одмор, тоа со новиот закон е регулирано, така да покрај тој одмор имаше и оние подготовки што преку Биро за развој на образование се организираат за подготовка она стручна на наставниот кадар за новата програма, односно она што треба се реализира во текот на второто полугодие и по нашите сознание и проверки што ги направивме од Тринава се е на свое место и можеме да очекуваме успешно одвивање на наставниот процес до крајот на оваа учебна година. Колку ученици имаме во Куманово, купно? Наставата започнува за 15.400 ученици, од кои 5.100 се во средно образование, а 10.300 се во основно образование. Така да таа бројка која на почетокот на учебната година констатиравме дека има благо опаѓање во однос на вкупниот број на ученици, во однос на запишувањето во прво одделение во основните имаме 131 дете помалку, а во средните училишта 222 ученика помалку во однос на, зборувам само за запишаните, таа бројка е поголема во однос на вкупниот број на ученици во сите паралелки, така да тој тренд не е толку изразен како во еден период пред неколку години, меѓутоа се уште има тренд на опаѓање, така да реформите што се прават во образованието, оваа година имавме намалување на ученици во прво одделение во основно образование, бројот на паралелките од 20 до 30, тоа важи за прво одделение, следната година тоа пак за прво одделение, така да за 9 години ќе биде за сите паралелки таа бројка. Се надевам дека конечно и пописот ќе се направи, па ќе мора да вистината ја погледнеме во очи и во однос на тие состојби да се направат реформи кои ќе бидат суштествени и кои ќе дадат резултати она што стратегиски ова држава сака да направи во областта на образованието. Има одредени училишта кои се уште се загреваат на огревни дрва. Дали се планира нешто, дали бараат од вас еве надлежните од таму, односно менеджерските тимови, директорите? Тоа станува збор за подрачни училишта, предсено и некои централни училишта. Да, имаме училишта кои се на парно грејење, меѓутоа парно грејење на дрва. Немаме училиште на печки на дрва, разбирате? Значи, парно грејење на дрва, на нафта и на газ. Тенденцијата и напорите на општината се да се воведе газ до сите училишта и не само до училишта, генерално и до сите оние субјекти кои функционираат во општината. Ова година стартуваше Бајрам Шабани на газ. Тие се комбинирани, оние што беа на нафта, сега се комбинирани и на нафта и на газ. Воглавно се користи газ, во случај на некои кварови во системот, како што имавме минатата година во гимназија и во Крстен Мисирков, се надмина со тоа што се преориентира во момент на
нафта, така да немаше запирање на наставниот процес по тие причини. И нормално сега ни се отвара една поголема перспектива за и можности за донации, покрај тоа што и општината и Министерството, кое се капиталните инвестиции во образованието и во многу дејности други, да се модернизираат училиштата, има она наше барање со години наназад за изградба на ново училиште во касарната, во кое би се преселиле не само гимназија, сами фрашери, туку и техничкото училиште настава на албански наставен јазик, во едно модерно училиште кое ќе ги задоволи потребите и стандардите на воспитно-образовниот процес. Има најава дека ова година би требало да се заврши она документација што е потребна и подготовки за да може да со новиот буџет што ќе се донесе за 2021 година да се предвидат доволно средства за да може и тој проблем да се надмине. Кажете дека проблеми со затоплување на училиштата нема, но што со оние спортски сали кои што воопшто немаат затоплување? Дали општината планира некако да го реши овој проблем? Учениците, часовите по физичко образование не можат во зимски услови да ги изведуваат во ладна, студена спортска сала. Точно. Спортските сали се во главном за реализација на наставни и спортски активности во периодот кога има затоплување, потребно затоплување за да може да се реализира наставата. За жал, во дел од салите, сега новите што се направија, се постави инсталација за парно грејење, меѓутоа не се повржани. Еве една година како е пуштено во употреба салата во училиште, економското училиште во настава на албански наставен јазик во касарната, тие не се повржани на системот, само еден котел фали за да тие добијат. Инсталацијата е цела поставена, меѓутоа приклучокот до таму не е направен. Исто е сега и со салата што во септември месец е пуштена во Јерем Дерада во Черкезе и таму таа не се затоплува, така да треба се доврши. Тој е еден многу мал залог, што се вели, или мала инвестиција во однос на целокупната изградба, и сега кога треба се стави во функција, ќе се пазариме, дали е во надлежност на општината, на Министерството, едноставно тоа треба да биде составен дел на она што треба да значи ставање во функција на тие објекти кои се направени. Инаку овие постарите, да кажеме, економското училиште, тоа се загрева на газ, а салата, пошто е доградувана подоцна, таму се троши, се затоплуват, има оние тајфуни, 8 тајфуни на струја, кои на сат користат, трошат по 10 кW. Тоа е 80 кW на сат. И никогаш не може да се затопи таа сала на тој начин, толку колку што е потребно она оптимална температура да има, од она кога постојано ќе се грее целиот комплекс, така да и тука треба да се има идеја, меѓутоа тоа треба да се операционализира и да се заврши, а да не зборуваме дека нема грејење во спортска сала во Магдалена Антова, во земјоделското училиште Киро Бурнас, така да има тука место да се прават некои по-храбри некои одлуки да се донесат. Не е толку до храброст, треба се најдат пари, меѓутоа не е ни толку голем износ на пари за да се создадат некои оптимални услови за настава по физичко воспитување. Сега гледаме дека и во прво делење се воведе, така да и основните училишта ќе имат обврски за сите, па и за тие најмалите да обезбедат услови какви што се неопходни. Ќе заврши учебната година на 10 јуни или доколку има помалку часови, ќе се одработували после 10 јуни со новиот закон за образование и што околу екскурзиите, каква е систематизација? Траењето на учебната година го пропишува
министерот и учебната година завршува на 10